Во рамките на Кавадаречката културна есена во организација на Градската библиотека Феткин, вечерва имаме и промоција на едно литературно дело. Плетенка од праменчиња од нашата кавадарчанка Милка Минкова. Што е Плетенка од праменчиња? Плетенка од праменчиња е книга поезија за деца. Всушност и насловот Плетенка од праменчиња, мислам ми го дадов заради тоа што имам 6 внучиња. Тие се моите праменчиња од кои што плетечи, преплетувајќи, јас плетив оваа плетенка. Им плетите праменчиња на вашите? Да. Пишувате не само поезија за деца, пишувам поезија за возрастни, пишувам драматизации, пишувам басни, пишувам и мислам други проза раскази, како што и моментално сега сум на роман, пишувам роман. Тоа е роман од животниот пат на Анастасија. Всушност се работи за повеќе животни, вистински животни случаи од мислам вистински животни случаи кои што се у главната личност вметнати. За случаи од делот. Да. Од градот и надвор од градот, кој што... До кај сте со романот? До романот сум некаде пола на пола, може тука некаде да се каже. Има, секако. Плетенката од праменчињата ја издадовте со помош на кого, каде? Плетенката од праменчиња ја издадов во Дата песна поебитола и сум благодарна од таму. Како спонзори се Кожувчанка, мислам неколку има од тие што се Кожувчанка, потоа Васка Илија Гечеви, како приватни мислам, Блашко Петков од Неготино, потоа локалната самоуправа на Кавадарци, конфекција Стевик, аптека Хигија и така, сам литературата тешко. Мора некако да се снајдеме за да допре до јавноста и читателот, да. Учествувате на конкурси? Да, учествувам скоро моментално на сите конкурси кои што не се со котизација, пошто последно време нешто многу се повеќе со котизација. Награда е книга. Еве, например, Скопјанката на Света Мајка Тереза, учествуваш на овој конкурс, меѓутоа овој беше без котизација. Ова е втора книга што е издадена од група автори, во неа сум застапена со 2 песни. Исто сега и третата книга треба да излезе и во неа сум со 2 песни. Треба сега оваа недела да излезе од Сдруженијето на балканските уметници, кој што распиша конкурс. Тој конкурс беше посветен за децата и тие книги што ќе бидат, мислам, излезени, тие книги ќе бидат донирани на дечињата по училиштата, по домовите, по градинките, ќе бидат сите за донација. Таму сум застапена со една песна, пошто толку бара. Исто сега учествувам на конкурс на Меѓународно сдружение на книжевни творци Неказано, тоа ќе биде зборник, кој што е на српски хрватски јазик, српски јазик ни си го викаме. И таму сум бидам застапена со една песна. 2 пративме и тоа не викат че изберат само по една песна да оде, пошто ги има многу. Така да ги пратам конкурсите и учествувам скоро на сите конкурси. Да се вратиме на Плетенката. Да. Што мислите вие? Колку во Македонија дали е доволно застапена детската литература? Мислам дека на фактот што е и ова на некој начин детска литература. Да, мислам дека е многу слабо застапена, ја нема. Се уште сме на оние, не знам како да кажам, постарите, од порано што биле песни, детски песни, што јас се уште, например, и тие ги знам, меѓутоа пишувам и нови за децата. Наскоро еве ќе дадена и втората книга за деца, за да се печате. Не знам, колку што знам, мислам слабо е застапена, посебно поезијата, а и од прозата, има многу малку. Јас на сите, мислам, препорачувам и тоа често пати го читам и мислам и во книги и во ова што е
на социјалните мрежи, да, дека повеќе на децата да му се обрне внимание и повеќе да им се даде да читаат, затоа што со читањето многу повеќе се развива и мозокот и многу може да се дојдат до изразување. За разлика од тоа е исто како јас што викам, ако земиш да изблендираш една храна и да го отнеш, не го знаеш што има внатре. Така те и ова, кога ќе земиш да читаш од книгата, се соживуваш со неа, значи легуваш во неа и многу поче ти влезе во главата и можеш повеќе да... Друго е кога држиш книга во раце, отколку телефонот или компјутерот. Тоа е со жвакано и веднаш го голташ и кога ќе го заборавиш, пак треба да се подсетиш. Само ќе ти се заблагодарам за времето што го одвои, ќе ти посекам многу успехи и се надам ќе не викнеш и на наредните промоции, бидејќи веќе ги наброја, ги кажа. Да. Ако ништо друго, барем Белки ќе ти текне романот кога ќе го промовираш, да дојдеме да се видиме.